Создавачите на мостот со стаклен под ги поканија храбрите за да ја тестираат неговата безбедност. Ја проверуваа структурата поставена 300 метри над големиот канјон во кинескиот национален парк Жангџиаџие во централната провинција Хунан. Главниот инженер во проектот, Ми Лијанг, објаснува дека дебелината на стаклото е 5 см. Користиме метод на лепење на секој панел за да се зацврсти просторот меѓу нив. Дебелината на секој стаклен панел е 1,5 см. 20 волонтери вработени во националниот парк беа однесени на 430 метри долгиот мост. Како мерка на предпазливост тие беа прицврстени на краевите од патеката. Со чекан удрија по некои од панелите, а потоа помина 15 тони тешко возило за да покаже колку е цврста структурата на стаклото. Дури и ако целото стакло е скршено на сите три панели, стаклото нема да падне. 20 луѓе на овој дел нема да паднат долу. Сепак, ниеден од волонтерите не успеа целосно да го продупчи стаклото, кое во најголем дел само се искрши на парчиња. Подоцна, тие беа поканети да пешачат по оштетените панели. Кога го гледам тлото, се чувствувам малку зашеметен. Најчесто гледам пред мене, а не надолу зашто ми се врти во главата, вели овој вработен во Националниот парк во Хунан. Главен архитект на проектот е израелецот Хаим Дотан. Еден инвеститор основаше компанија која го реализираше проектот и вложи $39 милиони во изградбата. Создавачите тврдат дека ова е најголемиот мост од ваков вид во светот. Изградбата почна во јуни лани, но датумот на официјалното отворање се уште не е утврден. Кинеските медиуми пишуваат дека тоа ќе се случи идниот месец. Безбедноста беше тема за дебата за еден друг стаклен мост во Кина. Во октомври лани, туристи пријавија пукнатини на стаклен панел на мост во планинскиот парк Јунтај. И од тогаш мостот е затворен поради поправки.它的建造创造了多项的这个